Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, стартуваме со индекс на Радио Слободна Македонија. Јас сум Маја Дамјановска, а денеска гостин во студиото директорката, односно председателката на Сојузот на стопански комори Данила Арсовска. Поводот за низиното учество е низиното присуство на светскиот самит Г20 кој што викендов се одржа во Анталија во Турција. Добар ден, Данила, како си, особено по тоа што вчера се врати од Турција, какви импресии ни носиш од самитот? Самитот е еден собир кој што е навистина на највисоко светско ниво. Мислам дека во Македонија беше доста застапен во изминатите 3 дена за тоа што се случуваше всушност во Анталија. Секако е нешто кое што треба да се доживее, да се види, да се биде таму, за да се увиди практично големината на тоа што се случува и местото каде што се генерира светската политика и светскиот бизнис. Ти беше единствен представник од Македонија, односно директно доби покана како председателка на Сојузот на стопански комори да учествуваш на Г20. Како комуникацијата, по кој линк вие ја представувавте Македонија на Г20? Така. Значи, представувањето во Г20 беше по покана од советодавната група, на советодавната бизнис група на Г20, каде што од минатата година сум представник како, да кажеме, председател, не председател на Сојузот на стопански комори, туку представник на бизнис заедницата од Република Македонија. До сега единствена личност од Република Македонија која што има покана за ова специјално учество на Г20 и мислам дека со гордост си ја представивме државата таму, учествувавме на пленарните сесии, учествувавме на Г20 заедно со светските лидери, каде што се презентира економските политики кои што би требало да се имплементираат во наредната година. Беше предавањето од страна на Турција на председаваштвото на Кина и се надеваме дека на следната година во Кина ќе имаме уште поголем импут. Како ја представивте Македонија пред економските сили, европските економски сили? Па генерално на Г20 на заедничкиот ден од самитот каде што бизнисот и политиката се споја на исто место, представувањето на Република Македонија немаше посебна точка, малку беше фокусот ставен на актуелните случувања кои што беа во светот. Македонија тука беше во фокусот особено на оној дел кој што не опфаќа со светската мигрантска криза, каде што сме навистина на патот на мигрантите на нивниот транзит преку Грција до Западна Европа. Исто така разговаравме за одредени позиции геостратешки кои што Република Македонија ги има на овој балкански регион и особено представува една стратешка точка од која што од регионот секако преку пристаништето Солун има можност компаниите да тргуваат и да работат со цела Западна Европа и се надеваме дека нашето учество, односно нашиот инпут ќе биде уште поголем следната година во Кина, бидејќи следната година отпочнуваме со работа за Г20 уште од почетокот од јануари месец, каде што оваа година, да кажеме, бевме вклучени негде подоцна во процесот, односно од средината на 2015 година. Бевте дел од групата Бизнес 20, на кои економски проекти се стави акцент и дали учествува представници од земјите од регионот? На Б20 немаше ниту еден представник од регионот. Од Република Македонија, значи единствен представник бев јас, додека од околните држави за жал немаше представник, бидејќи како што напоменав сето ово оди по специјална покана на советодавната бизнес група на Г20. Тука се дискутираше на одредени мерки кои што треба во наредниот период да се имплементираат на глобално ниво, особено да се најде начин како да се унапреди трговијата. Беше акцент ставено на зголемување на вработувањето, кој што навистина представува еден актуелен и тежок проблем во сите земји во светот во последните 2 години, особено откако ги, да кажеме, беа на удар од рецесијата, односно од економската криза.
да се посвети време на градење на контакти меѓу европските и државите од другите континенти и исто така да се посвети на зајакнување на инфраструктурата и зајакнување на релациите меѓу државите. Г20 вообичаено се фокусира на економските прашања, но сепак терористичките напади во Париз во петокот непосредно пред одржување на самитот, поради нив претседателот на Турција побара светските лидери да ја дадат приоритет на борбата против тероризмот. Вие ги спомнавте заклучоците, меѓутоа малку попрецизно кои се конкретните заклучоци од самитот? И покрај тоа што секогаш нели се отпочнува со овој прв ден, да кажеме, на самитот кој што е посветен на спојот измеѓу бизнисот и политиката, овој пат сите сесии на Г20 отпочнуваа нели нормално со повеќе едноставно за борба против тероризмот, нешто кое што беше фокус поради нели 2 дена претходно настанатата терористичките напади кои што беа во Париз во Франција. Секако се разговараше на голем дел од сесиите за тоа како здружено да се делува против тероризмот, како здружено да се превземат чекори за тоа, значи да се намалат можностите за овие групи да делуваат. Повторно тука беше поврзано со мигрантската криза, затоа што и во таа joint сесија која што ја имавме беше споменато дека има навистина големи можности да дел од овие терористи кои што се поврзани со Кели низ Европа и низ останатите континенти да транзитираат под маската на мигранти низ државите и се надеваме дека сите овие чекори кои што ќе бидат превземени во наредните неколку месеци ќе резултираат со успех, особено против оваа борба. Индекс со Маја Дамјановска. Да, продолжуваме со разговорот со председателката на Сојузот на стопански комари Данила Арсовска. Данила, спомнавте, вие бевте една меѓу 500-ните први луѓе на светски најголемите компании, пренесовте и слушнавте искуства и од кај нас и од кај нив. Веројатно нешто и ќе имплементирате во работењето на компаниите на домашниот пазар, но вие исто така скроивте сет мерки кои што ги доставивте до владата. За што точно станува збор? Добро, сетот, односно предлог мерките кои што се доставени до владата на Република Македонија се една, да ја кажеме, традиција која што Сојузот ја има назад веќе повеќе години се овие предлог сет мерки доставувани до владата и сум го кажала тоа доста пати дека сме особено горди на процентите со кои што ни излегуваат во пресред во решавањето, меѓутоа тоа истото најмногу се темели на тоа што истите се барања кои што се навистина издржани и кои што се темелат на добри практики, кои што се темелат на позитивни анализи, кои што се темелат на имплементирање на нешто кое што е навистина оттеран и кое што е од големо значење за подобрување на деловното обкружување и на во функција на подобро работење на компаниите. Што точно барате од владата како мерка? Така, мерките значи се многу на број. Во овој пакет сет предлог мерки, да кажеме, има 65 оваа година кои што се доставени. Во следниот период најпрвено очекуваме нормално првично известување за тоа кои од нив се иницијално веднаш прифатливи за спроведување, бидејќи истите ги подкрепивме со соодветни компаративни анализи, не само од регионот, туку и од светски рамки, како всушност функционира она кое што го бараме. Најмногу беа посветени, да кажеме, на одредени каматни стапки кои што би можеле или би требало да бидат намалени во функција на подобро работење на бизнисот, исто така на делот на легислативата, односно како да се олесни работењето на компаниите во однос на следењето на овие многубројни закони кои што во последниот период беа донесени, секако од аспект на бизнисот се за подобрување на деловното работење, меѓутоа кај компаниите тие ствараат одредена конфузија, особено не само нивната имплементација, туку и следењето. Тука очекуваме, значи, прво може би малку успорување во динамиката на тоа како овие закони ќе
ќе бидат носени, а во втората фаза и одредена едукација од страна на институциите од аспект на тоа кои се обврските на компаниите по основ на следењето и имплементација на овие закони. И иако сме свесни дека тие се сите директиви од Европската унија кои што треба да се спроведат во Република Македонија со цел наше подобро интегрирање во семејството на Европската унија, сепак Република Македонија можеби би требало малку да успори со овие еврореформи како би можеле да се стабилизираме како бизнис заедница. И каков фидбек очекувате од владата? Па ние се надеваме на вистина добар фидбек, бидејќи на претходниот предлог сет мерки имавме околу 80% да кажеме исполнување на она кое што беше предложено. Повторно кажувам, истите се темелат на анализи кои што се издржани, кои што постојат како добри практики и се надеваме дека ќе ни излезат во пресед како би се оствариле сите оние предуслови кои што се потребни за подобро функционирање на македонските компании. Македонија е високо котирана листата на Doing Business во делот посебно на инвеститорите. Се чувствува ли на терен оваа висока позиција на Македонија? На Doing Business тоа извештајот кој што излезе, кој што е навистина од една реномирана организација, тоа е извештај кој што доаѓа од Светската банка. Македонија котира на високите 612 место. Напоменавме дека е навистина еден одличен маркетинг за Република Македонија како дестинација за инвестирање. Гледаме дека во државите од регионот исто така се нудат локации за инвестирање. Тука како некој вид на конкуренција се во поново време ни се јавуваат Србија, Словенија, кои што нудат поволности за инвестирање. Можам да кажам и дури се копира нашиот модел како еден од најдобрите во Европа. Меѓутоа, секако во секој случај, кога би требало одредена компанија да се одлучи за инвестирање, овие параметри навистина значат доста за нив, особено во делот каде што им се дава одредена известност, одредена сигурност за тоа дека сите овие процедури се навистина брзи, административните бариери за отпочнување со бизнес, за отварање на компанија се навистина брзи, нема губење на време, нема губење на средства. Иако повторно напоменувам дека за разлика од нас, еве да кажеме Србија која што нуди нешто слични поволности кои што се копирани од нашиот систем, има доста добра позиција во последниот период затоа што тие не се толку многу брзи во носењето на овие евро директиви како Република Македонија, пак нив да кажеме во бизнес секторот малце е порелаксирано по однос на законите кои што би требало да се имплементираат и да се следат. Така, колку е значајна финансиската поддршка на компаниите? Апсолутно, една од најважните појдовни точки на секоја компанија е да обезбеди средства со кои што би можела да функционира, да инвестира, да така, дали владата ви излезе доволно во пресред со кредитите, односно кредитирањето од Европската инвестициска банка како и од Македонската банка за поддршка и развој? Средствата кои што беа од Европската инвестициска банка, односно кои што МБПР всушност ги нудеше во повеќе транши, мислам дека е доказ дека навистина му годат на стопанството, бидејќи сите транши се скоро максимално искористени. Компаниите им се потребни свежи средства, свежи пари, потребни им се финансии кои што се со пониски каматни стапки, со конкурентни камати, како би можеле нормално да ги користат во се поголем број компаниите овие поволности. Мислиме дека свежите средства би можеле да дојдат и од комерцијалните банки. Ве сега гледаме од гувернерот Богов и одредени насоки до комерцијалните банки за намалување на кредитирањето. Го поддржувате ли гувернерот во однос на најавата дека Народната банка размислува да воведе инструменти со кои што ќе му каже на банките наместо кредитирање на населението кое представува ризик, односно Народната банка гледа ризик во тоа, да го пренасочи кредитирањето кај компаниите и да стимулира, односно финансира добри проекти? Апсолутно да не го поддржуваме би било контра нашиот интерес. Во секој случај комерцијалните банки треба да нудат повеќе продукти во стопанството за користење од страна на компаниите, да бидат намалени каматните стапки. Гледаме дека од она што беше понудено во проектот Купи куќа, купи стан, дека каматните стапки за граѓаните се симна дури под 3%. Се надеваме дека истото ќе го понудат и за компаниите кои што имаат добри проекти.
А доказ дека компаниите имаат добри проекти е всушност бројката на сите оние кои што ги искористија средствата од МВПР за имплементирање, за зголемување на производството, за зголемување на извозот, и се надеваме дека и комерцијалните банки по овие најави ќе отпочнат со овие продукти. А зошто во овој случај банките не им веруваат? Повеќе им веруваат на граѓаните, а помалку на компаниите? Добро, сега има тука повеќе фактори кои што влијаат. Знаете како тука се содруваме години наназад со спротивни мислења. Банките упорно тврдат дека компаниите немаат добри проекти, компаниите упорно тврдат дека имаат добри проекти, меѓутоа нема кој да ги поддржи, и повторно тука сметам дека ете овие кредити со поволни каматни стапки од 5,5% кои што беа максимално искористени се доказ дека македонските компании имаат и добри проекти и добри идеи. Меѓутоа секако во интерес на банките во изминатиот период беше сигурен пласман, односно пласирање на средствата таму каде што знаат дека ќе им бидат оплеменети, каде што имаат минимален ризик, а не пласирање меѓу компаниите во стопанството, што сметаме дека во следниот период би требало да се промени. Како гледате на можноста што повторно владата им ја обезбеди на компаниите, во случајот микро, мали и средни предпријатија, како и другите компании кои преку инвестицијскиот фонд ќе можат да дојдат до средства за иновации и проширување на својот бизнис? Фондот за иновации навистина внесе некоја свежина, да кажеме, во во одредени сектори во Република Македонија, особено бидејќи во претходниот повик 16 компании кои што, да кажам, искористија средства од Фондот за иновации, поголемиот дел се членови на Сојузот на стопански комори, и сме навистина горди на нивните успеси. Овие средства кои што на кои што им беа доделени на компаниите ги користат за иновации кои што не се само, да кажеме, во високи технологии, туку се од аспект на маркетинг решенија, на било какви новини кои што се внесуваат во процесот на работа на компанијата, која што ќе им допринесат понатаму поголем успех, одржливост, и секако ќе го зголемат обемот на нивното работење. Вториот повик кој што се веќе е објавен од Фондот за иновации, веќе не само овој тип на проекти поддржува, туку поддржува и доста поголеми проекти. Сумата која што ќе се понуди е навистина зголемена. Ќе има проекти каде што ќе можат да се креираат одредени конзорциуми кои што ќе можат да ги користат средствата за иновации, исто така и иноваторите ќе бидат вклучени, коморите ќе бидат вклучени максимално во чекорите на имплементирање, на помагање на компаниите, и се надеваме дека ќе произлезат навистина квалитетни проекти на кои што ќе се гордееме како и овие претходни. Индекс со Маја Дамјановска. Да, повторно индекс и повторно разговараме со председателката на Сојузот на стопански комори, Данела Арсовска. Данела, во однос на политичката криза се случува долг период, како таа се одразува на бизнисот и како она што следи преводна влада и така натаму ќе влие врз проектите на компаниите и проектите воопшто на капиталните инвестиции. Па изборите не се некоја новина, можеме да кажеме дека сме навикнати постојано со редовни вонредни изборни процеси во државата. Тие не представуваат пречка за компаниите, за нивно работење. Нормално мора бизнес секторот, стопанството да функционира, и од него екзистираат голем број на луѓе. Меѓутоа, бидејќи сега во последнава година не беше само очекување на одреден изборен процес, туку имаше доста голема и политичка неизвестност во државата. Тоа веќе се одразува врз стопанството, бидејќи кога имате неизвестност, практично вие не знаете што ве очекува утре, не е само процес или ќе дојде април па ќе има избори, туку има неразрешени прашања, дилеми на кои што и самите политичари немаат, гледаме, одговори. Истите се одразуваат негативно врз економијата, проекциите кои што ги имавме за економскиот раст не се остварија. Проекциите кои што ги планиравме и за следната година исто така нема да се остварат и покрај нашиот оптимизам. Меѓутоа се надеваме повторно Република Македонија по основ на растот е една од најдобро котирачките држави во регионот. Знаеме дека тоа и така ќе продолжи, тоа се должи не само на капиталните инвестиции, туку и на развојот на стопанството, зголемување на извозот.
порастот на индустријското производство во изминатите 3 тромесечија и се надеваме дека ќе биде добро. Меѓутоа има резервираност во стопанството кај бизнисмените за новите проекти, особено за зголемување на инвестициите, проекциите кои што ги правеа минатата година, предминатата година, повторно се на холд, можам да кажам, чека да се види каква ќе биде конечно разрешницата, бидејќи за стабилна економија најпрвен потребна е стабилност воопшто во внатрешното уредување на една држава. Така, во однос на странските инвестиции, многу од нив дојдоа и изградија капацитети, веќе почнаа да произведуваат во Македонија. Колку домашните компании соработуваат со странските, кој е бенефитот и колку вашите членки имаат соработка со компаниите кои што од странство инвестираа во Македонија? Апсолутно, во Сојузот на стопански комори членуваат и странски и домашни инвеститори. Домашните компании соработуваат максимално со странските инвеститори и во зоните, значи предности има многу, значи голем број од странските инвеститори како своји добавувачи онаму каде што имаа можност, значи ги пренасочија да добавуваат одредени сировини и одредени стоки и услуги од страна на македонските компании. Веќе имаме над 500 компании кои што соработуваат со компаниите кои што се странски директни инвестиции. Се надеваме дека овој број ќе континуирано ќе расте. Најголема е соработката во услужните дејности, во IT, консултантските услуги, исто така се тука градежништвото, поддршка во инфраструктурата и така натаму. Истото се надеваме дека ќе продолжи. И ова, да кажеме, соработка меѓу домашните и странските инвеститори е она која што е додадената вредност на присуството на странските инвеститори во Република Македонија. Во секој случај треба да се охрабри што поголем е бројот на странските инвеститори. Првен тоа е подобро котирањето на Република Македонија во светско ниво. Тие се еден добар маркетинг за државата, секој еден добар збор кажува многу за нас, бидејќи најпрвен се добри, да кажеме, препораки за нашите компании тука, за сите оние македонски компании кои што соработуваат со нив, се добри препораки за тие пазари, да кажеме, во Европа или во Америка. И се надеваме дека ќе има одреден континуитет како би успеале и нашите домашни компании кои што во овој момент соработуваат со странските директни инвеститори да излезат надвор на пазарите во Европа и во светот и да покажат дека имаат навистина добар квалитет. Така вие се залагате за поголема продуктивност на компаниите, како тие да ја постигнат таа продуктивност? Добро, продуктивноста на компаниите повторно е зависно од голем број на фактори. Во овој момент зголемување на продуктивноста во одредени сектори е можна, меѓутоа се додека немаме сериозно стабилна ситуација каде што тие би ги зголемиле своите инвестиции за зголемување на продуктивноста, генерално не може да зборуваме ако зборуваме на ниво на бизнис заедница. Индивидуални позитивни примери имаме во секој случај, меѓутоа очекуваме разрешница, разврска, стабилизирање на пазарот и да се отпочне со големите проекти, со сето она кое што е планирано за 2016 година. Така и во кој сегмент од пазарот е неопходна најголема поддршка? Поддршка е потребна секаде. Значи има одредени генерални, да кажеме, проблеми кои што бизнес секторот ги има, се соочува. Најпрво, како број 1, можам да го спомнам проблемот кој што го имаме со сивата економија. Очекуваме да отпочне со практична примена законот за забрана за вршење на нерегистрирана дејност, кој што беше донесен минатата година. Тоа би дало навистина еден позитивен инпут во стопанството. Најпрвен, бидејќи од една страна оние кои што се во сивата економија и кои што функционираат во време не само што представуваат нелојална конкуренција на домашните компании, туку од друга страна и не допринесуваат за зголемување на буџетот, не плаќаат даноци, немаат никакви обврски и со тоа се максимално конкурентни во својата работа, представуваат навистина голема конкуренција, нелојална и тоа на македонските компании кои што работат активно веќе долги години во Македонија. Го спомнате буџетот, во собрание на пленарна седница е влезен предлог буџетот за 2016 година. Кои се вашите очекувања од него?
Генерално ние како бизнес заедница не сме повикани да го коментираме буџетот во оние останати сегменти, меѓутоа во оној дел каде што ние интересот, тоа се капиталните инвестиции, инвестициите во инфраструктурата, каде што македонските компании имаат навистина голем интерес. Тие се тие кои што ја градат Македонија, тие се тие кои што работат на овие големи капитални инфраструктурни проекти. Тоа е она кое што би требало да продолжи во наредната година. Во секој случај сметаме дека е позитивно, сметаме дека треба да биде да има некој континуитет, да немаат да кажеме прекин овие проекти и се надеваме дека истото нели ќе продолжи во наредните години. Така бенефитот ќе биде огромен со оглед на тоа што и самиот вице-премиер и министер за финансии Зоран Ставрески најави дека износот на капитални инвестиции во буџетот оваа година е за 3 пати повисок во однос на оној износ кој што беше предвиден за 2015 година. Капиталните инвестиции, знаете, тие имаат навистина големо влијание, бидејќи не само што се ангажирани македонските компании во извршувањето на работите на овие проекти, туку и тие вработуваат навистина огромен број на граѓани. Со тоа имаат многу голем удел во економскиот раст на македонската економија и се надеваме дека во 2015-2016 година всушност со овој проектиран буџет кој што се има, зголемувањето секако е за од поздравување и се надеваме во интерес на македонските компании на секторот градежништво, индустријско производство, секако и сите оние 25 пропратни придружни гранки кои што се врзани со градежништвото, дека ќе имаат можност да продолжат со имплементација на овој проект. Така во Сојузот на стопански комори функционира Македонски центар за наука, истражување и едукација. Активно соработувате и со МАНУ. Кои се бенефитите од поврзувањето на бизнисот и науката? Македонскиот центар за наука, истражување и едукација отпочна пред 2 години со својата работа. Активно, не само што активно соработуваме со МАНУ, туку сме да кажеме во една тесна врска каде што по подпишувањето на првиот меморандум за соработка меѓу ССК и МАНУ отпочнавме со така поголеми проекти каде што на едно место се спојуваат најпрве науката и бизнисот, а понатаму и институциите на власта за генерирање на да кажеме политики кои што би имале долгорочно позитивни ефекти врз македонската економија. Центарот покрај сите овие нели активности кои што ги има заедно со Македонската академија на науките и уметностите, има и одредени активности кои што се во насока на зголемување на знаењето на компаниите како би се извршил одреден трансфер на знаење по однос на сите оние преквалификации до квалификации кои што им се потребни на компаниите за зголемување на нивните кадрови ресурси, особено за оние дефицитарни да кажеме занимања кои што во овој момент фалат на пазарот на труд. Така, Данила, тука измина времето предвидено за нашиот разговор. Ти благодарам што одвои време што беше дел од Индекс. Благодарам на вас. Имете убав ден, а ние продолжуваме со кратка пауза. Индекс со Маја Дамјановска. Да, пред крајот на Индекс уште неколку бизнес информации, зголемување на пензиите и социјалната помош, повеќе пари за капитални инвестиции. Буџетот за 2016-та на пленарна седница пред пратениците продолжува и денес. За креаторот на државната каса Ставрески, кој вчера го образложи буџетот, економските остварувања годинава представуваат и ќе биде добра основа, ќе се одржи умереното ниво на задолженост, стабилност на цените и на банкарскиот сектор, а невработеноста ќе продолжи да се намалува. Ставрески тврди дека растот е показател за отпорноста на македонската економија, како и на исправноста на економските политики. Се очекува годинава да ја заокружиме со позитива од над 3%. Вели Ставрески. За опозицијската СДСМ пак предлог буџетот е нереален. Ставрески очекува во 2016-та повисок степен на политичка стабилност, што ќе овозможи подобар амбиент за стопанството. За следната година се предвидува реалниот раст да достигне 4% и би бил еден од повисоките резултати во Европа. Според предлогот, вкупните расходи се за 4,7% повисоки од оние во 2015 година, а кај вкупните приходи има зголемување за 6%. Капиталните расходи се за 12,9% повисоки од оние годинава. Македонија денес енергетски се поврзува со Србија преку новиот далновод кој се простира од Штип до македонско-српската граница во близина на Куманово.
МЕПСО го предупредува населението, но и земјоделците од Штип, Карбинци, Свети Николе Куманово и Старо Нагоричани, кои се движат по далноводот во должина од 70 км да внимаваат бидејќи се работи за енергетски високонапонски 400 киловолтен далновод. МЕПСО во изградбата на новиот далновод кон Србија инвестираше 11 милиони евра, со изградбата на овој далновод македонскиот електропреносен систем доби пета врска со 4 соседни држави. Со новиот далновод кон Србија се зголемува доверливоста во снабдувањето на електрична енергија. Еврото падна во однос на другите валути на берзата во Азија вчера после терористичкиот напад во Париз. Причината за ова е што инвеститорите се загрижени заради можното влијание на терористичкиот чин на економијата во еврозоната. Додаден притисок на европската валута е што се очекува Европската централна банка да го засили печатењето на нови пари за да го поттикне стопанството. Курсот на еврото уште во петокот на 13 ноември во Њујорк падна на 1,072 долари и 131,31 јапонски јени. Доларот исто така падна во однос на јенот. И тука е крајот на Индекс. Јас сум Маја Дамјановска, уредник и водител на Индекс во продукција на Радио Дуфазно друштво Радио Слободна Македонија. Денес е 17 ноември, а ние се слушаме за една недела. Имате убав ден. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.